Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МГц. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата Студентски парламент. Денеска тука имаме гостинка, но која е таа и зашто ќе зборуваме? Останете заедно со нас на 90,8 да дознаете повеќе. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце и немам сила веќе да те погледнам во лице. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце, да не можам на друг да мислам освен тебе. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бум. Одбележувањето на денот на основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола оваа година на 25 април, како и секоја година, нели, и веќе четврта година поред, заедно со отворениот ден на UKLO и пријателите, оваа година под мотото Корени и крилја. Би рекле дека мотото Корени и крилја дојде од она што Colors или UKLO Colors го работеше во изминатата 2024 година и секако веќе е почетокот на 2025-та. И веројатно и затоа гости на ова прослава представници од Универзитетот во Падерборн, кои што се исто така членки на Универзитетската алијанса Colors. Токму поради нивното доаѓање, но и воопшто и да не доаѓаат тие, Colors значајно место во прославата, но оваа година цел еден ден, четврток, 24 април, или поголем дел од денот посветен на оно што значи Универзитетската алијанса Colors за UKLO и за пошироката заедница. Разговараме со професор доктор Рената Петревска-Нечковска, академски раководител на UKLO Colors. Добре дојдовте во програмата на UKLO FM Битола. Благодарам, добро ве најдов и поздрав до сите граѓани на Битола, регионот и до сите кои го слушаат UKLO FM онлайн. Веќе кажав, нели, на 24 април, покрај оние
би рекле настани кои што веќе се испланирани и влезени во агендата за одбележувањето на прославата на универзитетот. Тука е доаѓањето на гостите од Алијансата Colors од Универзитетот во Падерборн, кои ќе имаат средба со раководството на Универзитетот Свети Климент Охридски, ќе присуствуваат на свеченото прогласување на новите доктори на науки и потоа по обиколката или по прошетката низ Широксокак посета на мобилниот CoSpace на Colors. Да, точно така. Значи, гостите од Университетот во Падерборн, кој што е всушност координатор на Алијансата, доаѓаат на наша покана за да видат дел од прославата на основањето на универзитетот и од активностите во врска со отворениот ден. И при тоа сакаме, затоа го прошируваме како настан во 3 дена, сакаме да им покажеме она што традиционално си го прави УКЛО и што веќе го имаше етаблирано универзитетот во нашата држава како активен и отворен за соработка со своите пријатели, како што е насловот на отворениот ден, но и новото што го создадовме поради и со влегувањето во Алијансата Colors. И како што спомнавте на почетокот, корени и крилја, всушност суштината на овие европски универзитетски алијанси, скоро на сите, покрај извонредноста, градењето компетенции, унапредување на квалитет и соработки, е и борба против депопулацијата ја нарекуваат, а во суштина е одливот на, се во случајот со студентите, одливот на мозоци, меѓутоа и воопшто одселувањето на младите. И во јадрото на сите алијанси мислам дека постои тоа и затоа нашата кампања веќе мислиме дека и понатаму цело време ќе не одбележува корени и крилја европска диплома дома. Тоа што сакаме сега да го покажеме на денот, еве конкретно спомнавте 24-ти, се бројни активности, меѓутоа најзначајните се јадрото на кое што планираме и географски да се среќаваат најразличните чинители во високообразовниот процес, а тоа во Алијансата е така наречен колаборативен простор и сите универзитети партнерски го имаат во централни локации на своите градови и региони, а ние единствени како УКЛО го имаме и во мобилна варијанта, мобилна зона и таа ќе биде позиционирана на 24 конкретно пред Кино Манаки на Широксокат, каде што се сите наши граѓани и соработници, а на 25-ти ќе биде веќе во платото пред офицерскиот дом, на 26-ти повторно на Широксокак. Сега кога зборуваме веќе за мобилниот CoSpace или мобилната зона, веќе ја промовиравме минатата година за време на одржувањето на ректорскиот форум. Може неуспешно, морам да кажам. Да, неверојатно успешно. Посетители од најразлични профили, дојдоа сите ректори, проректори и учесници на ректорскиот форум од цела Југоисточна Европа и исто така и од Алијансата Colors, председателот тогашен на Алијансата Colors, а сега ни доаѓа новата председателка на Алијансата и менаџерката, како и одговорниот за квалитет. Сите ги разгледа начините на кои што го имаме испланирано и организирано тој мобилен простор, мобилна зона за контакт со нашите соработници и во соработка пак со нашите добавувачи, како и асоцираниот партнер Nova Solutions, ги изработивме видео кое што за целата алијанса го промовира начинот како се организира еден таков колаборативен простор, што беше испромовирано веќе и на европско ниво, бидејќи се што правиме сега е на нашиот македонски јазик, меѓутоа е со превод за на англиски, како и на јазиците на алијансата. Значи, нашите сограѓани да не се изненадат, шетајќи по Широксокак на 24-ти, веднаш до Кино Манаки, ќе забележат тендата или мобилниот колаборативен простор на УКЛО Colors. Тука ќе може да ги добијат сите информации за тоа што значи Colors, кој се тука е вклучен, но исто така и рекламни материјали од единиците на универзитетот, кои што тука ќе имат можност или на сите заинтересирани да им ги дадат потребните информации околу студиските програми, запишувањето на нови студенти и така натаму. Планирана е тука и една студентска репортажа, нели, Colors се првенствено за студентите, па ги активираме и на еден ваков начин. Точно така. Нашите студенти, скоро се што се прави, ги каниме и бидуваат дел од чекорите, реплицирање на чекорите на професионалците во повеќе процеси од работата и живењето на универзитетот.
Едно од нив е баш овие медиумски репортажни активности, така да нашите студенти кои сега веќе се и многу поголем број, 70-тина, што се директно вклучени во Colors, имаме поддршка волонтерска и од многу поголем број на студенти на нашиот укло, ќе имаат специјален дел пред Коспейсот за таква една студентска репортажа и буквално снимател, фотограф, водителка и така концептот и сето тоа ќе го направат директно со гостите и со некои од посетителите, така што на тој начин секако дека тие бидуваат менторирани и добиваат совети од професионалците во универзитетот, но на тој начин учат, напредуваат и продуцираат, си градат референца која што секогаш останува трајна бидејќи ги објавуваме на нашите медиуми, веб, радио, социјални мрежи и YouTube канал, но и скоро се што е позначајно и многу често оригинално излезено од укло, оди и на веб страницата и на социјалните мрежи на ниво на Алијанса. Но она што како централен настан ве го кажуваме за 24 април, тоа е нивната посета или посетата на гостите на колаборативниот простор во студентскиот информативен центар на укло, но за тоа по музичката пауза, почитување останете и понатаму заедно со нас на 90,8 МГц. На тоа ке остане. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеам на глас. Секој пат кога на тебе јас ке помислам и знам, нема никој како нас. Знам дека ме мислиш, како што те мислам јас. Фантазија и ризик, би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се спремам и без див ја сторам. Секогаш кога од тебе одам, но те знам, јас тебе нема да ме оставиш мене. Ова чувство е се од небо на земја, па каква дилема. Нема назад враќање. Патот сега лесен е, те гледам за себе, ти светиш ко мене. Еден за друг ние сме. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеам на глас. Секој пат кога на тебе јас помислам и знам, нема никој како нас. Знам дека ме мислиш, како што те мислам јас. Фантазија и ризик, би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за
Јаве неповторно назад во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, наша денешна гостинка, професор доктор Рената Петревска-Нечковска, академски раководител на Укло Колорс. Професор, ке рековме дека на 24 април централниот настан, би го нарекле, во рамките на одбележувањето на денот на основањето на Укло, ќе се случува во студентскиот информативен центар, односно во Ко-спејсот на Укло Колорс. Да, точно така, бидејќи е прекрасен, реновиран, проширен простор, Ко-спејсот, односно колаборативниот простор, веќе ги има сите простори места на соработка кои што беа прецизирани според нашите договорни обврски во Алијансата, но и повеќе. Како и обично, Укло дава она што треба и многу работи повеќе и плюс. И планираме всушност во тој дел од денот во кој што и нашите гости ќе бидат во колаборативниот простор, да ги истакнеме баш така свртувајќи се навнатре најзначајните и највредните контрибутори во изминатата година од различни профили, со тоа што тие ќе имаат можност низ таа една тура и прошетка низ просторот да се запознаат како со професори, така со студенти, со наши соработници, добавувачи, најблиски партнери во работата на универзитетот. И тука би ги спомнала, значи задолжително ќе го представиме студентскиот центар за предприемништво или Student Entrepreneurship Center на англиски, и во него главните носители се професорките Наташа Табаковска и Снежана Обедниковска со своите студенти од целиот Укло, од различни факултети, единици, и накратко ќе имаат можност да се запознаат и да ги запознаат гостите на еден интересен начин со она што се сработило, ќе истакнат неколку од поважните проекти. Другиот дел би бил така наречен coworking space, односно простор каде што паралелно работат најразлични тимови, широк, голем, убав, организиран, и во него би сакале, ги поканивме да ни се вклучат дел од асоцираните партнери, дел од бизнис компаниите со кои што имаме соработка, практиканства и слично, нашите добавувачи и поконкретни ангажирани лица со, да речеме, фотографии, снимки, професорите и кадарот, како и студентите кои што чествуваа во студентскиот магазин, катче, односно делче за нашата иницијатива Color Juniors, со сите изработки досега, која што ја започнавме, а веќе се шири низ неколку универзитети и партнери низ Алијансата. Ја започнавме лани, минатата година, во јуни, со промоцијата и со првите репортажи од погон, кој што ќе се случи годинава, на тоа потоа. И нашите соработници од Тера телевизија, така да соработниците ќе го имаат онај простор, да, главниот збор во тој coworking space. Да, под и координација би рекле на професорката Мимоза. Да, точно, значи на co-space, односно колаборативниот простор, одговорен раководител е професорката Мимоза Богдановска-Јовановска, и заедно со својот тим ги организираат овие работи. И сите заедно, тука, да не изувам да кажам, има простор и за нашите студенти, Универзитетското студентско собрание и студентскиот правобранител, кои што срекни си имаат своје прекрасно катче и си го веќе мислат и си го уредуваат, така да и тие ќе го представат својот простор. И имаме дел во кој што се поврзуваат сите патеки, а тоа е хабот за тројната транзиција, општествена, зелена и дигитална. Тие се како простори. На крај планираме да се насочиме во заедничката просторија што е за работилници, како библиотека, оној прекрасен простор кој што веќе и постоеше, и таму нашите гостинки ќе презентираат по-конкретно за Алијансата и ќе имаат можност директно да разговараат со сите, буквално сите различни профили што се дел од оваа една убава голема приказна Укло Колорс. Се работи за гости кои што прв пат доаѓаат во Битола, па се надевам дека
ки можете барем тој прв ден 24-ти да прошетаат малку и низ градот, да видат старата битолска архитектура, но можеби и надвор некаде. Ако остане време. Ќе видиме. На 24-ти се им пополнивме во агендата, што не е идеално, меѓутоа е амбициозно. Меѓутоа, по наша препорака, ќе следат и летат од Охрид, така да ќе имат можност да го видат Охрид и им оставивме дел од ден за слободни активности, а и саботата всушност ќе биде ден во кој што ќе имаме како марш, како пешачење или возење велосипед или електричен велосипед и тоа ќе биде до Смолево, од Коспејс просторот до Смолево, група организирана, така што еве ова нека биде и една покана, кој сака од граѓаните, од кадарот, од студентите, од соработниците да повели да ни се придружи. Тоа на 26-ти, меѓутоа ќе бидат присутни и на централната прослава на 25 април, за тоа на кратко по музичката пауза. Кажи дали некога сум те оставил, да самуваш, да тагуваш, остануваш сама ти. Кажи ми, лажеш дека простор фали помеѓу нас, лажеш дека ти си била заборавена, оставена со денови, сама ти, лажеш ти. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Наша љубов има чудни правила, си заборавила. Време минува, поминува, заминува. Дојди уште една за да има причина. Не знам дали можам да ја вратам надежта. Оставена, изгубена, длабоко во тагата. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Професор, ке рековме дека гостите ќе бидат присутни тука и на самата прослава на 25 април. Тогаш е планирано, меѓу другото, и организирање на една панел дискусија, но која што ќе имат можност и тие да се обратат. Да, точно. Корени и крилја ни е мотото. Да, точно, корени и крилја, европска диплома дома и во суштина ние на, повторно ќе речеме, еден иновативен начин ги
ги инспириравме младите ученици од средните училишта од цела држава, заедно со нивните ментори, прво да ја размислат таа интересна, но и тешка тема. Да, за предизвикот, бидејќи тоа е и конотацијата во која што ќе се одвива панелот, да размислат и да направат своји творби, најразлични, на таа тема. Верувајте дека се добија прекрасни творби, ќе ги изложиме и всушност тие би биле онај лајт мотив околу дискусијата на панелистите. Панелот би се одвивал токму околу тоа, корени и крилја и што значи еден ваков напреден потфат во комбинација со традиционалното, за да конечно во своји раце го земеме градењето на својот дом и чувањето на својот дом, а вклучително на тоа и на генерациите, на младите генерации. Сите средношколци започнуваат со констатација, сите средношколски творби, започнуваат со констатација за тешката ситуација во моментот и оцелувањето на најразлични начини доловено и завршуваат со некаква сила и желба дека можеме, требаме и од нас се очекува да го направиме, не само на грбот на младите, туку еве и ние се што правиме заедно, да го направиме она вистинското, односно да си го направиме животот поубав заедно. Така да панелистите ќе бидат од различни профили, нашите две гостинки, председателката на Алијансата и менеджерката, директорката, нашиот ректор секако, градоначалникот и представник, директорка на средно училиште и јас како академски раководител на UCLO Colors и на различен начин ќе се осврнеме токму кон оваа проблематика и кон надежта и решенијата што се нудат. Сега она што ќе се случува пак во предплатото на офицерскиот дом, тоа е она традиционална поставка на единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, на пријателите на UCLO, од бизнис заедницата, невладиниот сектор, организациите и така натаму, кои што ќе имаат можност пред присутните, се надеваме поголем број средношколци од средните училишта во Битола и регионот да ги посетат, да се запознат со можностите што се нудат, но и доделување на сертификати на сите оние кои што биле вклучени во разни активности на UCLO Colors. Тука пред се мислам на сите вклучени на средношколци и студенти. Онај дел кој што сакам посебно да го нагласиме е доделувањето на сертификатите на учениците или дел на учесниците на предизвикот или на конкурсот Корени и крилја Европска диплома дома. Да, точно. Значи за нив ќе ги истакнеме и творбите, ќе ги испромовираме и на презентации, после настанот и на многу начини на онлайн и на нашите мрежи и медиуми. Сертификатите, значи нашата одлука уште на почетокот, така ги известивме, беше дека не е конкурс со рангирање и награди, туку сите се испочитувани и вреднувани на некој начин со сертификат за учеството. Имаме и конкретна фраза која што ќе им користи во иднина како референца за запишување и учество во ваква голема работа. За менторите исто така. Некакви мали поклончиња брендирани од Алијансата и фотографирање за да виде впечатокот заокружен и убав. На платото ќе бидат и сите единици. Се надеваме граѓаните, фамилиите на потенцијалните наши студенти и слично, за да можат да се информираат каде се може да се запишат, но што се со запишувањето носи и се влегува во таа европска диплома и Европски универзитет на иднината, од кој што го гради UCLO. И сето тоа го правиме на еден поинтересен начин, ќе видиме, се надеваме ќе ни успее, сите факултети испрезентирани, меѓутоа сега овој пат не на штандови, туку на подвижната единица од колаборативниот простор, 1 до 2 тенди, во кои што ќе има поместено материјали, презентации и што се не, веќе тоа го организираме.
морам да кажам дека сите работи што ги организираме се во голем дослух и соработка со нашите, сега конкретно за Uclo Colors асоцирани партнери, особено нашата општина Битола, Nova Solutions и Македонското научно друштво, а наш асоциран партнер и Хидробиолошкиот завод од Охрид, кои што ќе имаат дел во тендата со материјали и ќе ги запознаеме со гостите и со нашите добавувачи. Особено се подпираме секогаш на печатењето на материјали, изработката на најразлични брендирани материјали, Графопром, Едуфронт и Сфера. Значи тие се на Uclo Colors добавачите и сите соработници на универзитетот. Така што кажувам многу делови од една голема приказна и затоа е важно да ги посочиме и да се заблагодариме. 3 дена активности. Се надевам дека времето ќе не послужи, дека ќе биде се во ред, дека ќе биде се онака како што се замислуваше и планираше во изминетите неколку недели. Да, интензивно со сите кадри од ректоратот и многу голема помош од декани, факултети, единици и така натаму. Се надеваме, меѓутоа имаме план Б за отворените делови, тендите имаат своји странични зидови, така да се е скоро под контрола. Сега ако изненади нешто, ние сме спремни да се адаптираме, а сепак да се случат работите. Покрај планот А имаме и Б и С и така да се ќе биде како што треба. Професор, ќе нема да ви одземам повеќе време, ќе ви се заблагодарам за учеството во програмата на Универзитетското радио Uclo FM Битола и секако се гледаме на 24, 25 и 26. Точно така. Јас ги поканувам сите граѓани. Целта е да се поврземе што поблиску, бидејќи има начини на кои што може да се соработува со универзитетот и да се биде дел од поширокото платно на градба на нашата подобра иднина. Преку рамо ако одиш, сакам да ти бидам патот кој те води. Како суволи си згази ме под себе, ништо не грубо ако е од тебе. Пушти насмев меѓу прамени од злато, еден поглед меѓу трепки, ама длабо. Божев случајно забавено и филмски, само рака подај ми, тајно стисни. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, чадор да се стиснам, да сум среќен и ако на пола киснам. Како суволи си згази ме по себе, ништо не грубо ако е од тебе. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Твојот допир удира, како струја тело ми оживува.
Почитувани, тука го завршуваме ова издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, уреди водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистар Сонја Тантарова-Груевска. Бидете понатаму со нас на 90,8 МГц. Баш би било штета да не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон, меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сонце заоѓа и морето се бранува, ти си поубава од сон, меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Укло ФМ Битола, април 2025 година. Укло ФМ 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk